Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Ја можам да извадам маската и ракавиците, сам сум во студио, моите колеги се на своите места во нивните позиции за реализирање на програмата. Секако вечерва ќе имаме повторно гостин и тоа ќе биде на оној најдобар начин. Добро што оваа криза, можеме да продолжиме да функционираме нормално со тоа што гостите сепак ќе ги имаме на поинаков начин, телефонски, Skype, Viber, вчера беше на Viber, претходно беше на Skype, вечерва ќе биде телефонски. Мал само краток вовед да ви дадам дека една недела сме полициски час. Повеќе недели сме во карантина и изолација и денеска е петок. Петок би требало да биде ден кој го чувствуваме како релаксација, завршуваме со обврските, неделните обврски и да се препуштиме на нешто забавно. За жал, ќе продолжи монотонијата. Ќе продолжи и монотонијата на секојдневното битисување во затворен простор и ќе продолжи постојаното гледање со едните исти луѓе, постојано една иста рутина, помалку свеж воздух и надвора, повеќе затворени во 4 ѕида. Знаеме нашето суперего и тоа како добро знае зошто се ова го правиме, но утре, сабота и недела повторно ќе имаме полициски час, овој пат почнувајќи од 16 часот. Станете рано и што се вика изнашетајте се цел ден за да можете психички да го издржите се ова. Разговаравме со лекар за короната, разговаравме со нутриционист како да се храните, а вечерва ќе разговараме со невропсихијатар од Ачибадем Систина, тој мојот драг пријател Владимир Ортаков, кој очекуваме да го добиеме на линија во секој момент. Со него ќе разговараме за општата состојба да, лош број ти дадов заради со ракавици ти пишував. Океј, јас се извинувам, друг пат памет. Со него ќе разговараме за со него имам направено исто така неколку интервјуа и тие интервјуа биле на тема психичко здравје. Појавите пред неколку години, многу честите појави на панични напади, борбата на луѓето кои се опоравуваат или се справуваат со тешки заболувања, а сега невропсихијатрите ќе имаат уште поголемо значење и работа и мислам дека вечерва е многу значајно да ги послушаме советите, бидејќи нивните совети можат добро да ни дојдат во оваа ситуација. Имаше еден хумор дека имало 0 кражби, 0 сообраќајки, 0, не знам, такви прекршоци, но зато имало 125.000 домашни расправи кај што интервенирала полицијата. Нормално е луѓе затворени во нашите тесни станчиња кои ги сметавме за многу за многу модерн. Вакви проблеми сигурно нема да имаат луѓето што имаат куќи со дворови, што се надвор од урбаните средини, но ова ќе биде и тоа како прилично голем проблем за сите вас, драги мои пријатели и пријателки. Значи, го имаме на линија мојот драг пријател, доктор Владимир Ортаков од Ачибадем Систина. Докторе, добро вечер. Добро вечер, се слушаме? Да, одлично се слушаме. Докторе, добре дојдовте. Ја дадов еден вовед, може би не го слушнавте. Една недела полициски час, дојде викенд и наместо викендот да се релаксираме, повторно идеме во една стегната ситуација. Сега за сега луѓето добро се држат. Дали сметате дека понатаму оваа ситуација на самоизолација, седење во 4 ѕида, со едните исти ликови, колку и да ги сакаме, може да доведе до конфликти и како да се однесуваме ние нормалните, да речеме, а што треба да преземат оние кои имаат некои состојби, како што се депресија или некои други психички состојби, кои оваа ситуација може да им се амплифицира рапидно и во не знам какви. Па би ве замолил за едно стручно мислење ваше. Прво да ги поздрав, испрекинато се слушам да ги поздравам
оние кои што следат оваа емисија. Јанко, сакам тебе да те поздравам. Добро вечер на сите. Прашањето е многу логично и многу често се повторува денес. И тоа е нешто што се случува сега, во овој момент, е нешто што, како што зборував и во неколку други наврати во моите емисии, нешто што не е видено код нашите генерации, барем оние кои што се, да речеме, до 70 година од животот. Прво, за да не го заборавам, беше прашање од неколку дела, секако дека на некој начин ќе влијае психологски на луѓето, дефинитивно. И пред се сакам оној последниот дел кој ме праша да го одговорам. Оние луѓе кои веќе имаат некој постојби, спомната беше депресија, некако анксиозност е спомнувана. Не мора да значи дека ќе ги амплифицира своите симптоми, дека тоа ќе прогресира, едноставно некако, бидејќи тука се работи за реален, за еден многу реален страв. Се извинувам. Докторе, молба една. Заради поубава, бидејќи зборувате на спикерфон, дали би можел да ве замолам или поблиску телефонот? Ево се исклучи. Дали е подобро вака? Многу подобро, ви благодарам, ако можете вака да продолжите. Значи, рековте последното убаво го слушнавме дека оние кои имаат анксиозни состојби или депресии не мора да значи дека оваа ситуација може да им биде тригер за некаква криза. Не мора да значи. Меѓутоа, постои едно правило, да речеме, непишано правило, што полесна состојба, психолошка, која што е, да речеме, расстройство некој вид, го има не заради оваа стресогена ситуација, туку човек го имал од предходно, тоа повеќе може да има влошување на таквата психолошка состојба. Зборуваме, да речеме, вака, за една психолошка така наречена хиперсензитивна структура на личност која што е по-чувствителна, повеќе подложна на стрес, таа и повеќе по-тешко ќе го прифати ова нешто што се случува сега. Оние кои што имаат многу тешки расстройства, за нив нема предпоставката е тоа многу да значи, нема значајно да направи некоја измена во нивната ситуација. Како и да е, сите ние сме афектирани од ова и секако дека ова не е нешто што е лесно, меѓутоа тоа не значи дека треба сега да очајуваме и да влегуваме во очај, во паранои, во тоа, во обсесии некои, како да се заштитиме и така натаму. Што убаво вака кога лекар ќе ми каже не се нервирај, не влегувај, а не го знаеме механизмот. Баш на моите колеги им кажав кога вашиот колега од Дачи Бодем Систина после стентот која го добив, кој ми рече и немој да се нервираш. И ја тогаш експлодирав, го прашам, а што е нервозата? Па тоа е реакција на ова. А што предизвикува? Па адреналинот. А што е адреналинот? Па тоа е надбубрежна жлезда. И како се контролира таа? Не се контролира. Ме разбирате? Значи, практичните совети како да останеме нормални оваа ситуација и како да избегнеме конфликтите дома со најблиските. Прво треба да прифатиме дека ова нешто, дека сите ние го имаме стравот и дека стравот е составен дел од нашето битие, од нашата психа. И не можеме ние туку така да го избришеме, не можеме на копче. Нема копче за да се исклучи надбубрежната жлезда или адреналинот. Едноставно ние сме различни, нормално и различно реагираме на надворешен стрес. Меѓутоа, ретко кој ќе биде незафатен од оваа ситуација. Сега, она што ние сите им го кажуваме на нашите пациенти, мисли позитивно, не функционира баш туку така. Значи сега се префрлам на некоја ситуација која што не подразбира некој акутен, некој реален, да речеме, надворешен стрес, меѓутоа формулата не постои единствена формула, не постои формула која што
човек ќе го смири во оваква ситуација веднаш и која што ќе го направи индиферентен спрема некоја ваква ситуација. Значи, прифаќањето е битно. Треба да се прифати дека ние имаме страв. И ако постои некоја техника, тоа е да речеме да пробаме некако да го свртиме вниманието кон нешто друго. И тоа не е туку така лесно, лесно е да се каже. Најчесто тоа се прави со алкохол и со храна. Ако ништо друго, да бидеме врзани за информации за она што се случува. Треба дозирано да си го примаме тоа. Тоа можеме ние самите да си го одредиме колку дозирано ќе биде, меѓутоа не мора секој 10 минути да ја следиме ситуацијата за прогресот, да речем, на оваа пандемија. Што значи тоа? Изложеноста на такви информации за пандемијата, што може да предизвика кај човек? Например, ја гледам свесно, во рете, не се припотресувам, но знам да ме стресе некоја ноќ на море и се чудам од каде доаѓа. Зошто така се случува? Дали тоа во подсвеста ние складираме негативна енергија која ќе мора негде да излезе? Тоа е механизмот на стресот. Значи, пак ќе повторам, ова е реален стрес и нашата психа има одбранен механизам да ја потиснува болката, да ги потиснува негативните емоции, да го потиснува стравот, за да може да се фокусираме кон решавање на или надминување на опасноста. Да кажем, во овој случај ние ја немаме опасноста видливо пред нас, меѓутоа истиот тој механизам функционира. Пред малку, например, лично јас слушам за симптомите на COVID и за некои нови симптоми за кои што немав слушнато и осетив пеперутките, ги осетив во желудецот. И веднаш се стави во ситуација како ја, кога би дошле тие симптоми, што би правил? Веќе влегувам во стрес. Значи, потиснувањето е нешто што несвесно се случува, меѓутоа тоа не значи дека таа енергија негативна се губи. Понатаму можеме да зборуваме за тоа како што би било кога ќе се ослободиме малку од оваквата стресогена ситуација и тогаш може да избие на површина исто така тој страв, меѓутоа дај Боже да дојде до тоа да почне да се развива таква ситуација кога ние ќе ги залекуваме раните од ова кога ќе заврши. Рековте дозирање на информации, дека овие информации претерано следење создаваат одредена ситуација. Мислам дека повеќе од доволно знаеме што треба да направиме и што го имаме, но седиме во домовите со децата. Децата си играат, не слушаат вести, но во секој случај забележуваме дека знаат да појават ниво на стрес. Дали тие, иако не разбираат, се мали, на некој начин нивната подсвест е способна да ја свати драмата која ние ја доживуваме или она што го слушаме од телевизорот и они да им делува. Тоа ме интересира, еве, како една директна помош и како да се постапи тука. Може би некој ќе ме побие, меѓутоа не да нивната подсвест е способна, таа е и поспособна од нашата. Помалку возрастни, да речеме, личности, тоа повеќе може да го почувствуваат невербалното. Нормално дека знаеме да го почувствуваме и во возрастен период, меѓутоа секако дека тие ќе знаат да го предпознаат она што го викаме емоција кај возрастниот. Не мора да ја знаат содржината. Они ја примаат емоцијата. Тоа е нешто што е архајско, да речеме. Со текот на времето тоа се покрива со она што општеството ни го конструира и ние тоа некако не сакам да кажам го забораваме, го потиснуваме. Меѓутоа децата многу добро ни ја чувствуваат нашата емоција. Така да не можем да кажам треба да пазиме пред нив како се чувствуваме, затоа што и ние не можеме да ги контролираме нашите емоции, меѓутоа треба да им дадеме една содржина која што за нив ќе биде прифатлива и
која што нема да створи некој морбидни фантазии во нивните глави. Еве, ајде еден практичен совет. Имате 2-3 помали деца, рековте и вие не сте имун, добивате пеперотки, значи човек сте и како нас, иако сте, што се вика, стручњак и специјалист, што значи, драго ми е што е така. што значи сочувствувате и тоа како знаете како име на своите пациенти, затоа сте и еден од подобрите. Кажете ми, како практично да постапиме еве во фамилијата? Ете, ние возрастните во ред сме во паника и така натаму, но мораме све да жртвуваме за децата максимално да ослободи. Што практично треба да им објасниме? Како би им објасниле вие зошто седиме дома, зошто не можеме надвор и тоа да го прифатат? Дали онака вистината или вистината да им ја кажеме на нежен начин или на најсуров начин? Како да им објасниме? Па не би ја кажувале на најсуров начин, секако. И ние сакаме да го избегнеме најсуровиот начин и ние сами на себе си ја кажуваме на малце поублажен начин. Нормално на едно 4 годишно дете не можеш да му кажеш целата вистина, нити знае, не може да го разбере ни терминот епидемија, не може да разбере природата на пренесување на болести и така натаму. Меѓутоа, може да се пронајде некој начин со кој што практично ќе му се даде една поддршка, да се чувствува сигурно, една безбедност. Би можели сепак да му се пласира тоа дека постои некоја ситуација заради која сега е нешто изменето и не може да го имаат она што го имале во претходните денови, туку треба малку повеќе да бидат изолирани дома. Вие го кажавте ова доста академски. Како би му кажале вие ова на мало дете? Што би му рекол? Јас се извинувам што го спуштам малце нивово, но еве чисто како практично, имаме едноставни луѓе кои секој збор ваш, например, еве академскиве зборови се издржани и не секој може да ги перцепира. Како практично? Слушај сине, има надвор, не знам што, се ќе биде во ред, ама мораме да издржиме да помине. Така ли треба да му објасниме, или? Па некако така. Детските психијатри и психолози повеќе би знаеле со кој зборови треба да се обратиме, со кој речник треба да се обратиме. Меѓутоа, размислувам сега како би го артикулира, срочил, како би го формулирал јас тоа. Добро. Треба да биде некако формулирано да не остане во неговата глава дека е опасност која што он ќе прими како нешто загрозувачко. Треба да му се даде практично, она што сега ми доаѓа прво, треба да му се даде сигурност од наша страна. Ние сме за него објектот на сигурност, да речеме, ние, родителите. И треба секогаш да останеме доследни во тоа, да му ја дадеме таа сигурност. Што ќе употребиме како содржина, не можам конкретно да кажам. Готово, се разбравме, докторе. Ајде тогаш да идеме за возрастните. Еден од условите да им дадеме добар пример е хармонијата помеѓу мајката и таткото во семејството. Во оваа ситуација мажот и жената, дури и во полагодни ситуации, знаат да дојдат до искрења. Овакви ситуации можат и да ги сближат и да решат многу проблеми, но можат и да бидат иницијална каписла за полоши работи. Како возрастните во оваква ситуација на психоза би требало да се однесуваат? Дали би требало да глумат? Колку треба да бидат воздржани? Како да си помогнат? Дали тоа разговор? Што да си кажат? Како да си помогнат еве брачните парови, а после ќе ве прашам и за оние што немаат партнери па се сами? Па прво, ваквата ситуација, да речеме, често го спомнуваа тоа, во текот на овие неколку дена се појавуваат доста мои колеги, психијатри и психолози. Зборуваат за тоа како во дисфункционалните семејства е потешко и во изолацијата е потешка. И дека, бидејќи дисфункционални овие семејства, уште повеќе ќе дојде до израз таа дисфункционалност.
не сум сигурен дали можам да се сложам во ова. Со ова. Прво, треба да разгледаме како вид на дисфункционалност. Сигурно не зборам за семејно насилство. Тоа беше нешто што беше цело време споменувано. Меѓутоа, ако постои завладување на односите, може оваа ситуација да допринесе и позитивно со тоа што во несреќа ќе ги спои луѓето. Значи, нема некое правило околу тоа. Што треба да си кажеме? Треба да се држиме за рака. Љубовта е клучот за целата оваа работа. Не значи буквално да се држиме за рака. Меѓутоа, тоа ќе се почувствува помеѓу нас. Сега, индивидуалната структура на личноста исто така и е битна. Без разлика кој е до нас, зависно од тоа како сме скроени како карактери, ние може да реагираме со депресија, со фрустрации, со изблици на импулсивност и така натаму. Треба да се толерираме малку повеќе во сето ова. Меѓутоа, кога сме упатени едни на други, сакам сега оптимистички нагледам на тоа, мислам дека, бидејќи често идам во дигресија, често зборуваме, ова е некоја можеби поука за нас. Поуката исто така би била, резултат на таа поука би можело да биде дека повеќето од луѓето кои што ќе сфатат дека заради банални разлози ги завадиле своите односи, ќе се здружат заеднички во опасност. Добра ти е оваа поента. Дали Ало, се слуша? Да, се слушаме. Ја малку се замислив бидејќи немав конкретен концепт. Еве ве прашам, вие сте дали денови идете редовно на работа во Ачи Бадем Систина? Дали се сретнувате со вашите колеги? Да, овие денови одам редовно. Така? Редуцирани е и кадарот и пациентите. Тоа беше политиката, меѓутоа не е редуцирана штета на сите оние пациенти кои што се загрозени на било кој начин и на кој што им треба лекарска помош. Јас помалку пациенти имам овие денови, меѓутоа ги решавам, да речеме, телефонски. Што беше прашањето? Прашањето немаше прашање, само ве прашав дали идете на работа, а прашањето ми е следново. Имено први на удар и прва одбранбена линија во оваа пандемија се здравствените работници. Вие сте еден сегмент, не сте првата фронтовска линија, секако сте значајната за да се издржи. Ме интересира, дали забележувате меѓу колегите психоза, несигурност? Ако да, зошто да? Ако не, зошто не? Тоа беше да. Точно, тоа што така да го кажам. Она што го забележувам е, тоа го забележувам и кај мене, некое повлекување во себе. Меѓутоа, пак ќе кажам, не се сите различни. Луѓето сакат да зборуваат и сега единствената тема е таа. Меѓутоа, единствената, меѓутоа гледам дека не се зборува за ништо друго освен за коронавирусот. Не разговараме за уметност, не разговараме за театар, тоа и не ни е овозможено сега, меѓутоа не мора да значи. Некако сме, има меѓу нас секако кои што сакаат да добијат поддршка, меѓутоа она што јас го гледам е дека постои, што е природно, некој вид на повлекување во себе. И тоа е резултат на стравот што го имаме. Значи, и кај вас постои страв? Здравствените работници, кај вашите колеги? Кај сите. Поготово што, она што го спомна, прва линија на борба во овој случај ќе носат медицинските службеници, медицинските служби, луѓето кои работат таму и секако, она што го зборуваме и сите го знаеме, оние кои што на улица директно надвор ќе бидат изложени како што се припадниците на органите на редот, милиција, војска и така натаму. Меѓутоа, најголемите стресови по завршувањето, пак ќе кажам, може да се јават тие се така наречени комплексни посттравматски состојби,
пресека оние медицински лица кои што директно ќе работат со тешките болни од корона, ќе гледаат состојби, сега не сакам да ги плашам луѓето, меѓутоа оние кои што гледаат загрозувачки состојби, и кои што слушаат за ситуации, а работат во такви загрозувачки состојби, слушаат за тешки ситуации, кога ќе се демобилизираат нивните снаги на потиснување, можеби ќе кај некој од нив ќе има малце потешки проблеми. Вашиот колега, исто така од Ачи Бадем Систина Угриновски овде во едно интервју вели да се најде балансот помеѓу да бидеш стегнат, но да не бидеш во стрес, бидејќи во моментот на опуштање, кој ќе речеш олеснување, помина, тогаш сите проблеми излегуваат, вика. На виделине и вика безбројни проблеми здравствени се јавуваат, физички здравствени, не само психички. Па така да се надоврзувам на неговата изјава со вашата. Кажете ми, ја ќе разговарам и со вашите колеги, бидејќи сега постои едно обединување во здравствениот систем. Ачи Бадем Систина ги понуди на јавното здравство своите капацитети, хотелот Ибис и сите ресурси на располагање на здравствениот систем на Македонија за да се соочиме со оваа пандемија. Ова беше бурно поздравено од сите. Дали ваквите масовни искази на солидарност може да помогнат за едно подобрување да се надмине оваа ситуација и да се издржи овој недоброволен притвор, затвор што го имаме сега? А ова е дека последното кое е дека тестирање има во Ачи Бадем Систина, чија процедура трае само 10 минути и тестот е 1200 денари. Да, и тоа е нешто што се случува овие денови, што се почна. Солидарноста апсолутно е нешто што е исто така клучно. Луѓето кога ќе ја споделат својот страв, својот стрес, несреќата, многу подобро се чувствуваат кога ќе видат дека не се сами на овој свет. Она што го спомнав пред малку, таа некоја внатрешна повлеченост. Тоа беше моја обсервација, можеби моја проекција, како викаме ние, психијатрите, психолозите и така натаму. Затоа што можеби тоа е мој механизам личен. Меѓутоа, сплотеноста во одредена несреќа, секако луѓето ги прави побезбедни и посилни. И да се вратиме на она што го рекол мојот колега Угриновски, секако и психолошки и телесно ние треба, кога ќе дојде она време кога ќе заврши се, постапно да го намалуваме стресот. Како и што ќе се случува, што би бил начинот, кој би бил начинот тоа да го правиме, тоа е веќе друга приказна. Меѓутоа, секое нагло опуштање, секое нагло преминување од некоја динамика која што е многу интензивна во спротивно од тоа, може да биде штетно. Ама за тоа понатака, отом потом, што би рекле. Значи, кога ова ќе помине сите ние што сме инволвирани, да не речеме како заврши Втората светска војна, ура, и после година-две почнуваат некои чудни демони да не гонат. Значи, постепено, свесно, како што влеговме, така и да излеземе, ако ве разбирам добро. Да, апсолутно. Постои една состојба што се вика посттравматски стрес, посттравматско стресно расстройство. Кај луѓе, поготово кои што се случува, кај луѓе поготово кои што доживеале тешки травматски настани и во тие моменти не реагирале со паника, не реагирале со било каква психолошка реакција која што би била видлива, и за да не, тоа е пак дел од некој несвесен механизам. Практично психата се фокусира на разрешување на стресогената состојба. Меѓутоа, потоа, сите оние се тоа на што било потиснато, како што реков пред малку, и болката, и стравот, и сите негативни емоции можат нагло со опуштањето да предизвикаат бура.
Кои се и да се техники, извика. кои се техники овој стрес, оваа психоза што имаме? Знаеш, ми се јавуваат луѓе, бидејќи знам дека кога комуницирам со нив во емисија, и добро е било што да збориме, он се осеќа, бидејќи сега не смее да иде по комши и по гости, комуницираме на некој начин, и тоа е некако одвртување на вентилите. Но од друга страна викаат, па и овие емисии само за тоа збориме психоза и така натаму и така натаму. Што е по вас техниката? Да се издуваме, да се изнавикаме, да се изнаурламе, да се изналокаме, ако ни дојде, или бидејќи како да контролираме, а да не потиснуваме, нели? Сепак нормален човек, цивилизирани луѓе сме, нема голи да трчаме по улица како охриѓанецот. Не. Повеќе да не идеме во крајности, често се зборува тоа да се изнавикаме. Океј, и тоа не можам да го негирам како нешто што би било пожелно. Али изнавикај се на балкон. Изнавикај се во природа, негде, на балкон. Она што е, пак ќе кажам, клучот во оваа ситуација е така наречената вербализација. Да си го кажеме, да зборуваме за она што го чувствуваме. А затоа ни требаат други луѓе. Требаат луѓе до нас. Друго што би било техника. Техника би било да ги пронајдеме нашите афинитети кои што сме ги заборавиле, да речеме она што ми доаѓа. Нашите страсти. Сигурно сме имале некои хобија. Да се вратиме малку во детскиот период, да ја развиеме, пак да ја поттикнеме нашата фантазија, која што со сите овие секојдневни обврски сме оставиле во некоја фиока и воопшто ни не ја отвараме. Секако голем дел од нас ќе пронајдат нешто што ќе може да го замени она што им го одзема времето во секојдневието пред да се случи оваа ситуација. За да можат во оваа ситуација да не бидат само со неа, туку и да се отргнат малку од неа, како да кажам. Да споделам со теб. Би било тоа. Да. Се зборува често за вежби, за дишење, за релаксација и така натаму. Во крајна линија ние не сме затворени во 4 зида постојано во текот на денот. Да. Значи ние имаме голем дел од денот кога ни е дозволено да излегуваме. Сега, нормално ние сме ограничени во тоа како комуницираме со другите луѓе. Меѓутоа, се сеќавам дека ти лично ми спомна дека вие после емисија седнувате и пиете кафе, 10 луѓе, или не знам, онлайн. И тоа не е лоша идеја. Да. Тоа е дружење. Да. После емисија да се види со пријателите, скајпот уклучен, па они од една страна, ние од друга страна. Бидејќи денеска, нели, знаеш што е доста интересно, заради технологијата ни овозможува да разбереме што другите мислат, како и социјалните мрежи можат да бидат не само извор на тензија, туку напротив и на релаксација, хумор, забава, толку многу интересни и смешни работи излегува, плюс тоа има филмови, еден куп за гледање и серии, стриминзи и слично. Знаеш ли што е интересно, што забележав? Поставив едно прашање, многу бенигно онака, викам, додека сте во изолација, што геймате, што игри играте? Па тоа беше експлозија од стотици, па дури 1000 стигна одговори кој што игра. Значи, игра некој на PlayStation, игра на мобилен, и на некој начин, бидејќи ја па тоа го практикувам преку 15 години, после емисија играм некоја игра и така излегува стресот од емисијата од мене и можем полесно да заспијам. Така што и ова е денеска барем не мораме да бидеме што се вика, не сме само затворени, туку имаме можности што да правиме у тие 4 зида и се согласувам. Па хобито, ако било некога собирање значки, сега виртуелно собирање значки, па виртуелна филателија. Ќе се најде начин. Не мора да излегуваме, меѓутоа може и да не биде виртуелно. Може и вистински да стапиме во комуникација со некој колекционери со кои што можеме да размениме нешто. Никогаш не знаеш. Да. Кажете ми, дали им препорачувате луѓе, градов никогаш не бил по-тивок, по-мирен, по-релаксиран за спиење. Многу ми не имаат сега проблем заради таа психичка состојба да одспијат. Сето тоа го компензираат, например, пред спиење 2-3 чашки ракија и така натаму за да ги релаксира. Некој ќе земе
лексилиум, некој диазепам или некои слични такви работи. Што вие препорачувате во оваа ситуација посегање без лекарска консултација кон вакви средства кои делуваат како што делуваат? Не би требало да препорачувам алкохол, дроги, медикаменти и така натаму, поготово не медикаменти на своја рака. Сигурно не би требало да препорачувам големи количини на алкохол. Меѓутоа, ако нешто опушта во умерена доза, зошто да не? Работата е што ние како човештво често тоа умерено го губиме критериумот за умерено. Тоа е така. Да, во поголемиот дел ја губиме контролата откако ќе почнеме со конзумирање на нешто што е супстанца и што создава зависност. Меѓутоа, не знам, можеби немам идеја што би можело да биде нешто што е врзано за тоа да ни ја спречи несоницата. Секако дека сето ова што го зборувавме до сега ќе намали евентуалната несоница. Можеме ние физички активности да упразнуваме и дома. Можеме и преку денот кога имаме дозвола да излегуваме надвор, исто така некои физички активности да упразнуваме, рекреативни и така натаму. Оноко колку што дозволуваат оние правила кои што ни се наметнати. Меѓутоа, кога кажам наметнати, за мене и тоа битно, не знам колку спаѓа во мојот домен, дисциплината во однос на она што се кажува. Значи, што се препорачува во однос на контактите, во однос на нашите... Добро ли е да се повикуваме на нашите предци кои прегрмеле Втора светска војна? Барем имаме се уште живи сведоци на тоа, како што во таа немаштија успеале да преживеат и да се снајдат, да ни биде на некој начин и мотивација дека и во потешки ситуации сме издржале. Дали е добро да се навраќаме, така да речам, фројдовски кон коренот на проблемите, да видиме како им било нив, па таква една компарација да ни даде малце кураж? Па да, ја мислам дека ќе ни даде кураж секако, затоа што повеќе корист отколку штета е навраќањето на луѓето кои што минувале тешки ситуации. Пак ќе кажам, тоа значи дека ќе ни створи чувство дека не сме ние сами во ова. Ние сме сега сведоци на нешто што ќе им го пренесеме на помладите генерации. Меѓутоа, секако дека она што, како и што реков на почетокот, ние ова не до оние кои што имаат негде околу 70 години, не биле во ваква ситуација до сега. Ова е нешто што нашата генерација, лично мојата, го нема доживеано. Меѓутоа, она што сум го слушал од моите таткови, од ние што сме го слушале од нашите татковци, дедовци, генерациите наназад, секако дека ќе ни влее храброст и ќе ни даде сила, ќе ни даде кураж да издржиме, затоа што знаеме дека вакви работи доаѓале, биле тешки, меѓутоа секогаш на крај поминувале. Кажи ми ти, вака како стручно лице, што мислиш кога ќе биде, еве сега за сега издржуваме, што мислиш луѓето кога се нафрлаат во, еве, мажот и жената, кога се смируваат, сето тоа резултира и со интимни односи, во оваа ситуација можат да бидат или зголемени или нарушени. Често пати повторуваш во вечерашното интервју нормала. Тешко е сега интима човек да добие. Од една страна интимните односи, некои оние што се со семејство и може да си ги приуштат, но оние што се помлади, кои се и најчесто кои го прекршуваат и полицискиот час, едноставно нивните инстинкти и нагони ги тераат да трчаат, да се прекачуваат преку прозорци, кои заради зависности, а кои заради зависности од љубов, заради еротика и така натаму и така натаму. Што имате да кажете вие за овие силни човечки инстинкти и пориви во ваква ситуација?
Па тие остануваат. Вчера имав прилика да зборувам на нашиот систина лайвстрим на Facebook. И единствено нешто за што реков, не дека имам за другите работи одговор кој што сум сигурен дека е добар, меѓутоа реков за ова за прашање немам одговор. А конкретно се работеше за тоа како двајца млади луѓе ќе остварат својата љубов кога се привлечени еден кон друг, а во ваква ситуација не живеат на исто место, се со своите фамилии, секој на своја страна. Не знам, секој би можел да се најде на некој начин, меѓутоа секако дека не е лесно. Дали сега вашите колеги во слична слична психијатри, невропсихијатри, психолози можат дали би требало, дали би било поводно да се почесто вие од Систина почнавте и со тие лайв стримеве и вечерва се јавувате, чувствувате дека има потреба јавноста и за ваков сегмент веќе еден да разговара. Дали и вашите колеги би требало да бидат подостапни, например, не знам, на Вибер, на мејл, да разменуваат информации со своите пациенти, со оние кои не биле пациенти, а веќе чувствуваат и бараат некаков совет? Јако, тука би рекол и да и не. Не смее да не има премногу. Затоа што конкретно за мојот домен, психијатрија, психологија, психотерапеути се јавуваат, правиме психијатризација од една страна на целава состојба, од друга страна ги фиксираме за размислување кога останатите бранши од медицината, гранки, соматските, практично ги фиксираат луѓето на размислување за болест. Она што ти го кажав пред малку. Случајно го вклучувам телевизорот и слушам дека симптомите, освен оние што јас ги знам и на кои што сум решил дека се прилагодувам, одеднаш некој ми кажува дека се малце потешки од тоа што ја мислам. Значи, не треба да не има и премногу, Добро, не треба да не има и со песимистички и застрашувачки изјави, и да не се такви изјавите, да се реални, и лекарите го изнесуваат секако она што го знаат, како ново и ново се јавуваат разни нови сознанија кои што не ги знаеме конкретно за овој вирус, сепак со тоа може им создаваат негативни фантазии на луѓето, што би можело да им се случи на нив. Значи, треба многу да бидеме предпазливи како го дозираме тоа појавување на медицинската струка во медиите. Добро, ме замисливте и мене, бидејќи фала ви, ова е добар совет и за мене како водител на емисија, бидејќи планирав уште многу лекари да поканам, но ќе го редуцирам и ќе го направам само ако е исклучително потребно за такво нешто. Ние малце... Знаете зашто? Да, свативме. Многу добро објаснивте. Доискажете се, да. Сакав да кажам дека практично ние сите ги знаеме веќе многу добро симптомите на оваа болест. Ние сме толку информирани, кога зборувам ние, не медицинарите, лаиците, сите, за тоа како се пренесува, како да се заштитиме, што треба да се направи во оваа и оваа прилика, која е статистиката, во кои земји, што се случува. Така да не мора толку многу медицински лица да влегуваат, плюс да ни додаваат од она што ние веќе го имаме како стрес. Тоа ми беше поентот. Докторе, ја секогаш после разговорите со вас, ја дојдов во многу лоша состојба, да ви кажам, затоа што се држам расположено во она и така натаму ги забавувам гледачите. Денеска дојдов со некое мачно чувство, кое најверојатно е резултат на некоја подсвесна оваа цела тензија, иако немам конкретна причина. Но овој разговор осетив како полека се исчезнува, значи самата комуникација, не добив конкретен совет или лек од вас, но еве оваа комуникација и вашата смиреност мене ми даде најверојатно дури
подсвесно, физички почувствував се и веќе на крајов од интервју се чувствувам многу окей. Па предпоставам дека оваа енергија ја пренесовме и на гледачите. Една асоциација пред крај на ова интервју. Од јавната шпица не знам дали е или најавна, се уште иста на Јади Бурек. Да. Затоа што не можам да следам ТВ Сонце. И асоциација ми беше, бидејќи сме растеле на исто место, во исто училиште сме оделе, мада сме различни генерации. Така. Јас сум така постар, не кажувам колку многу постар. Ме потсети на една ТВ серија која што не беше таа на која ја мислев, меѓутоа ти ме исправи и ми кажа која е. Да. Не е лошо повремено да се враќаме. Ова го спомнавме пред малку. И не се враќаме на време кои што биле на времења кои што биле стресогени и кои што носеле опасности, туку на некои убави времења кои што повремено мене ми излегуваат такви асоциации се почесто во денешно време. Кои што некако ме смируваат. Што те смируваш? Што ти беше омилена песна од твојата младост? Слушам. Што беше омилена песна во твојата младост? Или кој бенд, или кој состав? Почнуваме од Елвис, нели? Елвис, готово? Океј. Ти благодарам, докторе, лека ноќ и пријатно. Благодарам исто на поканата. Секој е добро.